Добар ден, драги дечи! Добре дојдовте во ЕС Занималка. Ова е нашето ново место во кое ќе се гледаме често. Најнапред сакам да ви прочитам една песна која ја смислив јас само за вас. Ова е специјална песна и многу е убава и лесна. Се надевам ќе ви се допадне. Слушајте. Деца наши мили, ајде со заеднички сили од овој вирус да се чуваме и правила да почитуваме. Бактерии и вируси секогаш има, во секое време, и во лето, и во зима. Затоа јадете здрава храна, тие витамини се на ваша страна. Рачиња чисти да имаме, со сапунче и вода да ги миеме. Засега велат надвор да не излегуваме, па затоа ајде дома да се забавуваме. Можеме да играме во секое катче, секој предмет да биде нашиот другар. Дури и перница, и тенџере и чаша можат да се дел од фантазијата наша. Така дека, се надевам дека ви се допадне. А сега ајде да ги повикаме сите возрастни и да играме игри прекрасни. Ова игра е само за вас, мали пријатели. Па да започнем. Најнапред, потребно ќе ви биде да имате водени или темперни боици. Понатаму, чаши, тенџере, чинија, тегли и тапчиња за уши. Како додаток може и пластелин. Најнапред, пред вас наредете ги сите потребни материјали. Наредете ги сите чаши, чини, тенџере, не е битно дали се од стакло или керамика. Најпрво ќе ги именувате правилно како треба да се изговара. Значи чаша, тенџере, чинија, тегла. Потоа ќе ги обоите од надворешната страна секој по своја жел. Ќе направите прекрасно пролетно разубавување на приборот за храна. Внимавајте тоа да биде од надворешната страна на садовите. Но без грижа. И да погрешите, многу лесно може да го поправите. Само со неколку капки вода. Се надевам дека ова ќе биде многу интересно и инспиративно искуство за вас. Затоа што подобри креативци од децата нема. Еве неколку примери како јас тоа го направив. Оваа чаша претходно беше бела, неинтересна, а сега е многу убава и пролетна. Истото се случи и со теглата, која избоев со помош на мојот прст. Вие тоа може да го направите и со четка, со вашите прсти или со сапчиња за уши. Еве уште неколку примери од тоа како изгледаа садовите кои јас ги креирав. Но се надевам дека вашите ќе бидат уште поубави и уште пошари. Затоа, деца, седете дома, креирајте и сите околу вас инспирирајте. Ви благодарам. Се надевам повторно ќе се видиме.